уште еден гостин на нова тема која најавуваме и вака. Внедела на спортскиот аеродром Стенковец граѓаните ќе може да се запознаат со воздухопловите кои што се дел од неголемата воена вежба организирана на наша територија досега Swift Response 2022. На оваа тема гостин во Македонија наутро ни е Мајор Душко Стевоски, пилот. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро. Многу малку сте спиен со оглед на тоа што имате активности и полна агенда изминативе денови, дотолку повеќе сум благодарна што одвоивте простори за утринската програма, да најавиме се што ќе се случува во деновите кои што престојат. Но рите пред да го споменеме настанот, да кажеме што се му претходи на истиот, тоа е големата воена вежба. 10.000 војници од земјите членки на НАТО, но и од други земји во наредниве неколку недели учествуваат на повеќе воени вежби од Финска до Македонија. Македонија активно се подготвуваше меѓу другото за Swift Response, кое што би требало да знаат граѓаните дека е дел од вежбата Defender Europe 2022 и се изведува истовремено на 5 локации низ Европа. Но она што е интересно како податок за кај нас е дека учество земаат околу 4600 припадници на вооружените сили од 8 земји членки на НАТО, кои за прв пат на криволак изведуваат воени операции во кои учествуваат 45 воздухоплови, авиони, хеликоптери и над 700 падобрански скокови. Многу информации. Така е. Благодарам за поканата за учеството и уште еднаш да се представам. Јас сум Мајор Стевоски Душко, пилот на борбен хеликоптер Ми-24 и сум дел од тимот кој е вклучен директно во организацијата на вежбата и лидер на синдикатот за воздухопловни операции. Воведот ви беше прекрасен, затоа што се почувствува во еден момент дека не ви требам тука. Не треба ти тоа како. Така, во право сте, ова е еден голем настан. Самата вежба Swift Response или брза реакција е еден дел од големата вежба која што на тлото на Европа се одвива баш во овој момент. Почнувајќи од, ја спомнавте Финска, меѓутоа конкретно Норвешка, тргнувајќи од север, преку Балтичките земји, Литванија, Летонија, Естонија, Грузија, па најужно на територијата на криволак во Република Северна Македонија. Голем настан за чисто една вака увертира на целата ситуација, да ви дадам носител на сите активности овде, главен носител е 16-та Ерасол бригада во склоп на војската на Обединетото кралство. Секако према неа се додадени земји членки на НАТО, нејзини коучесници во самата вежба. Тоа се вооружените сили на Соединетите американски држави, Италија, Албанија, Црна Гора, Македонија секако и меѓу другото се вклучени голем број на летала. На вежбата и претходеше долг подготвителен процес. Добро е да се знае дека армискиот полигон Криволак нуди одлични можности за ваков вид на вежби. Која е целта на Swift Response? Целта на Swift Response е извежбување на способностите, со цел постигнување на најголем степен на интероперабилност. Тоа значи извежбување на своите лични капацитети и ставање во состав на некоја заедничка цел крајна. Така што точно самата вежба е влезена во календарот на НАТО вежби, можеме да кажеме 2-3 години наназад, и самиот процес на подготовка почна претходната година негде во јануар. Процесот опфаќа неколку фази, од кои што 3 се главни. Тоа се иницијална планирачка конференција, главна планирачка конференција и финална планирачка конференција. Помеѓу нив има многу настани во облик на работилници, конференции. Една таква конференција голема беше организирана овде на нашето тло претходната година во период 8 до 12 ноември во Охрид и каде што се разговараја сите оние битни работи врзани со воздухопловните операции во склоп на Defender Europe, не само на Swift Response. Кога ве најбавав, кажав дека сте пилот, па во тој контекст бидејќи учествувате меѓу другото и во вежбата, кога овој тип на вежби се добри во однос на напредувањето на техниките, на дополнувањата на знаењата? Така е, и текако се битни и важни, затоа што Република Северна Македонија, знаеме од некое време назад и полноправна членка на НАТО, нашите капацитети ги развиваме согласно нашата национална доктрина, меѓутоа
и во еден правец, меѓутоа и текако ја користиме секако и НАТО доктрината. Она што е битно, затоа што во моментот располагаме со различна техника од нивната, ги приспособуваме тактиките, техниките, процедурите, стандардните оперативни процедури согласно техниката што ние располагаме и се ставаме во склоп на тој базенот на сили и даваме и влегуваме во она замислата за интероперабилност. Во најавата споменавме околу 4600 припадници на вооружените сили од 8 земји членки на НАТО. Тоа се голем број на луѓе на наша територија, ваши колеги меѓу другата. Каква е соработката? Соработката е одлична. Така е. Јас сум, како што кажав, лидер на синдикатот за воздухопловни операции и сум директно поврзан со овој летачкиот дел. Соработката е одлична, морам да кажам, затоа што во моментот тука имаме летала од британското и американското војно воздухопловство, односно армијата. Очекуваме денеска, се најавени и по план треба да стигнат 6 авиони од американското војно воздухопловство кои што ќе бидат лоцирани во Охрид и директно ќе земат учество во самата вежба во периодот понеделник до петок следната недела. Исто така и на отворениот ден. Значи, соработката е одлична, се со една цел да се задржи нивото на безбедност на највисоко ниво. Инциденти имало, ќе има, меѓутоа се надевам дека ќе збораме за материјални штети, а не за човечки загуби. Swift Response се реализира во периодот кој што следува, односно деновите кои што следува, но не надвори од очите на граѓаните. Оно што мене ми се допаѓа е што недела е избран за отворен ден, кога нашите граѓани ќе може да се запознаат со воздухопловите кои што се дел од војната вежба. Сега како е организиран денот за сите оние кои што размислуваат како да се организираат недела? Така е. Отворениот ден, целта зашто сме ние денеска тука е отворениот ден кој што армијата на Република Македонија во директна соработка со амбасадата на Обединетото кралство и Соединетите американски држави организира во недела на 8 мај на спортскиот аеродром Стенковец. Манифестацијата ќе биде отворена, односно ќе се реализира во период 10 наутро до 16 часот попладне. На неа ќе земат учество, односно замислата е да се стават граѓаните и армијата на едно место во исто време. Самиот настан е поделен генерално во две фази. Во фазата од 10 до 16 опфаќа континуирано статичен дисплеј, односно статик дисплеј и изложба на летала кои што се веќе најавени и дефинирани. Нивното присуство е веќе дефинирано. Тоа се воздухоплови од Обединетото кралство, наши национални воздухоплови, Соединетите американски држави исто летала нивне. Додека вториот дел за мене можеби поинтересен е онај приказ на способности во воздух. За жал, поради активностите нивни на самиот полигон тој ден, немаме присуство нивно, зборам во делот на хеликоптери за air display, меѓутоа успеавме да ги добиеме F-16, 3 авиони од типот F-16 на грчкото војно воздухопловство и предпоставувам утре треба да ги договориме деталите со авионите А-10, предпоставам дека ќе добиеме формација од 2 авиони А-10, кој што во периодот, ова е многу битно за граѓаните, затоа што отворениот ден е од 10 до 16, рековне, меѓутоа најинтересниот дел, оне што сака да го види air дисплејот, треба да биде тамо некаде 11:30, 15 минути за 12 до 12:30 и 12:45. Така да тоа е најинтересниот дел. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат сончево време, идеално за настанот кој што се организира и ова ќе биде атрактивен настан не само за возрастните, туку и за децата. Така е. Јас едно ќе кажам, авиацијата е многу интересна работа, можеме да анимираме дете од најмала возраст и возрастен човек да наречам така да ние сме многу возбудени. Посетителите секако ќе бидат, ги повикувам на време да си го организираат своето време и да присуствуваат, пак ќе потенцирам во оној дел што го спомнав е многу битен, затоа што тука сметам дека е онај најадреналинскиот дел и не смеат да го пропуштат. Вчера летавте до полноќ, каква е агендата за денеска работна? Ќе работиме на организација пред се. Треба да договорам некои дополнителни работи со грците, така да
А има што да се договара, гледајќи ја агендата, полни раце работа имате во периодот кој што предстои. Па има, да. Мислам, не сум сам во работата, имам еден тим заедно со мене, така да... Кој што е добро организиран, да. Така. Јас ќе посакам прво убав неделен ден. Недела е ден за граѓаните. На вижбата се надевам дека ќе помине онака како што е предвидено, па по завршувањето на Swift Response со видеоматеријали и нови фотографии во студиото 3 на МТВ. Може така? Може да. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вас.